Здраво! Во денешното видео ќе разговараме за инфинитивот во турскиот јазик, како и за глаголот истемек. И ќе направиме комбинација од тие две. Најпрво сакам да напоменам дека во турскиот јазик глаголите може да бидат едносложни или повеќе сложни. Овдека станува збор за основата на глаголот. Бидејќи за да направиме инфинитив во турскиот јазик, како и се останато, тоа се прави со додавање на наставка. Сега, таа наставка има форма мак и форма мек. Сега, оваа наставка со две форми, мак, мек, е слична на наставката за множина, која што беше лар, лер. Правилото е следно. Доколку последната самогласка во основата на глаголот е една од групата А, односно А, Е, О или У, во тој случај додаваме наставката мак. А доколку последната самогласка од основата на глаголот е една од овие самогласки од групата Е, односно Е, И, Е, Ю, во тој случај ја додаваме наставката мек. Океј? Значи, повторувам уште еднаш, за да направиме инфинитив во турскиот јазик, ја додаваме наставката мак, односно мек. Одиме со пример. Јап е основата на глаголот, а инфинитивната форма на глаголот е јапмак. И тоа значи прави. Јапмак. Ич е основата на глаголот, инфинитивната форма е ичмек. Тоа значи пие. Оку е основата на глаголот, окумак е инфинитивната форма и тоа значи чита. Је е основата на глаголот, јемек е инфинитивната форма, јемек е јаде. Отур е основата на глаголот, отурмак е инфинитивната форма и тоа значи седи. Сакала да напоменам уште нешто во врска со оваа наставка, а тоа е дека истата оваа наставка можеме да ја сретнеме и како наставка со која што се прави глаголска именка. Во македонскиот јазик тоа се прави со наставката ње, што значи дека од игра ние добиваме играње, на турски од ојна ќе биде ојнамак. Ојнамак ќе биде и инфинитивна форма на глаголот и глаголска именка. Учењето турски е многу забавно. Учењето турски е многу забавно. Türkçe öğrenmek çok eğlenceli. Türkçe öğrenmek çok eğlenceli. Многу забавно. Океј. Сега можеме да поминеме на вториот дел од ова видео, а тоа е поврзано со глаголот истемек. Истемек значи сака. Меѓутоа сака како want на англиски, кога нешто сакаме да направиме најчесто во моментот. Не сака како љуби да прави нешто, туку сака да прави во моментот. Сака да оди надвор, сака да игра тенис, сака да пие кафе, во моментот. Што сакаш да правиш? Сакам да гледам телевизија, сакам да гледам филм и слично. Денеска ќе научиме три форми поврзани со глаголот истемек во сегашно време. Првата форма е прашалната форма дали сакаш. Дали сакаш на турски е истиор мусун. Истиор мусун. Истиор мусун. Истиор мусун. Дали сакаш? Кахве истиор мусун. Дали сакаш кафе? Су истиор мусун. Дали сакаш вода? Паста истиор мусун. Дали сакаш торта? Втората форма е потврдната форма, односно сакам. Сакам е истиорум. 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 Сакам. Паста истиорум. Сакам торта. Кахве истиорум. Сакам кафе. Су истиорум. Сакам вода. Третата форма е одречната форма, односно не сакам, на турски тоа е истемиорум. 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 Не сакам. Истемиорум. Кафе истемиорум. Не сакам кафе. Седнаш. Истиор мусун. Прашалната форма, дали сакаш, сакаш ли? Истиорум е потврдната форма, сакам. Истемиорум е одречната форма и значи не сакам. Најчесто како одговор даваме прво потврден или одречен одговор со да или не. На турски да е evet, не е hayır. Во тој случај, кахве истиор мусун? Ако некој праша,
ние одговараме со evet istiyorum, да, сакам, може само evet, доколку сакаме да кажеме не сакам, во тој случај ќе биде hayır, не, hayır istemiyorum, не сакам. Можно е да слушнете и hayır, teşekkür ederim, не, благодарам, или само teşekkür ederim, благодарам. Значи, благодарам, нема потреба. Океј? Сега, она што сакам да го направиме како за крај на денешното видео е да ги споиме инфинитивната форма на глаголот, односно тоа беше формата со мак мек наставката и глаголот истемек. И турскиот јазик тоа е познато како сака да конструкција. Во турскиот јазик тоа се прави со инфинитивната форма на глаголот, односно со наставките мак мек, значи глаголот мора да биде во формата мак мек со оваа наставка, плюс глаголот истемек во формата на сегашно време. Пример, дали сакаш да пиеш кафе? Направивме дали сакаш кафе, тоа е kahve istiyor musun? Kahve istiyor musun? Меѓутоа, сега треба да го вметнеме глаголот во инфинитивна форма пие. Пие беше içmek. Во тој случај добиваме kahve içmek istiyor musun? Kahve içmek istiyor musun? Сакаш ли да пиеш кафе? Evet istiyorum. Evet içmek istiyorum. Да биде во двете форми. Да сакам да пијам. Hayır istemiyorum. Не сакам. Hayır içmek istemiyorum. Не сакам да пијам. Hayır teşekkür ederim. Не благодарам. Или само teşekkür ederim. Благодарам. Океј? Со примери реченици. Прво. Baklava yemek istiyor musun? Сакаш ли да јадеш баклава? 2. Türkçe öğrenmek istiyor musun? Türkçe öğrenmek istiyor musun? Сакаш ли да учиш турски? 3. Dışarı çıkmak istiyor musun? Dışarı çıkmak istiyor musun? Сакаш ли да излезеш надвор? 4. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Сакам да кажам нешто. Şimdi sandviç yapmak istiyorum. Сега сакам да направам сендвич. 6. Film izlemek istiyor musun? Film izlemek istiyor musun? Сакаш ли да гледаш филм? 7. Dönmek istemiyorum. Geri dönmek istemiyorum. Ne sakam da se vratam. 8. Biraz dinlenmek istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sakam malku da se odmoram. Geç kalmak istemiyorum. Geç kalmak istemiyorum. Ne sakam da zadocnam. 10. Müzik dinlemek istiyorum. Müzik dinlemek istiyorum. Сакам да слушам музика. Океј? Да видите, системот во сите овие реченици е ист. Односно, за разлика од македонскиот јазик, во турскиот јазик глаголот или глаголската конструкција секогаш доаѓа на крајот на реченицата. Значи не е сакам да пијам кафе, туку кафе да пијам сакам. Наместо сакам да гледам филм, филм да гледам сакам. Значи се е обратно. Секогаш глаголот ќе се дојде на крајот на реченицата. Тоа е се за денеска. Се гледаме во наредното видео. Вежбајте и напишете профилите на Инстаграм. Едниот е Learn with Smile, другиот е Дневна доза турски, на кој што Facebook страната Learn with Smile. Убав ден, се гледаме во наредното видео. Чао, чао!